почитувани граѓани, колеги пратеници. Денес на дневен ред, како што можевме да чуеме и претходно, е извештајот на Агенцијата за администрација. Јас искрено внимателно го разгледав овај извештај и мојот впечаток е дека наликува на една шарена сликовница, преполна со табели, графикони, шарени пити, проценти и така натаму. Така да првата половина од овај извештај се однесува на внатрешната организација на Агенцијата за администрација, на кадровската состојба на вработените, кои што на број се 65, бога ми не се така малку. Меѓутоа, тука вниманието ми го одзеде и изголемувањето на 5 извршители во секторот за селекција на кандидати за вработување во администрација. Јас искрено се прашувам зашто слушат овие 5 кандидати за селекција на вработување, господјо директор, затоа што многу добро знаеме дека селекција на кандидати за вработување во јавна администрација се врши во комитетите на ВМРО ДПМН и на ниедно друго место. Понатаму, структура на вработени по пол, возраст, национална припадност, стручно усовршување на вработените, а бога ми и тоа како сте се потрудиле сите вработени да отпатувате и низ Републиката и надвор од Републиката на 52 конференции, обуки, работилници, студиски посети и така натаму. Понатаму, втората половина од извештајот е, да не речам, гола статистика или проценти, преглед на спроведени активности, објавување на огласи за државни службеници и јавни службеници, понатаму структура во проценти на решенија и жалби според разни основи и видови на одлуки и слично. И на една страничка буџетот кој што го има на располагање ова агенција, и тоа 28 милиони денари, околу 28 милиони денари за плати и околу приближно 8 милиони денари за стоки и услуги, за кои што апсолутно не е транспарентно на што се однесуваат. И моето внимание го одзеде почетокот на ова извештај, имено мисија на ова агенција, а тоа е да овозможи развој и одржливост на стручна и професионална администрација преку примена на нов пристап за управување со човечки ресурси, заснован врз компетенции. Супер, одлично. И тоа така треба да биде. За жал, сликата за администрацијата во Република Македонија е сосема поинаква и за тоа во овај извештај нема ниту збор. Сликата за администрацијата во Република Македонија е гломазна, трома, партизирана и неефикасна јавна администрација. Да бидам искрена, овај проблем со партизирана, гломазна и неефикасна администрација ја мачи нашата држава од нејзиното осамостојување до денес. Но, последните 10 години е забележан тренд на масовна партизација од овој сектор, поради што Европската комисија во секој извештај за напредокот на државата забележува дека таа представува голем товар за државниот буџет, а не ефикасен сервис на граѓаните поради нејзината партизираност. И покрај големиот број, таа не дава соодветни резултати од причина што не е соодветно пополнета. Европската комисија до владата адресираше листа на приоритетни реформи што треба да се спроведат за деполитизација на јавната администрација. Европската комисија исто така побара да се спроведе мораториум на Законот за трансформација од привремени позиции во договори за постојан работен однос, се додека принципот на заслуги не е целосно запазен во процесот на трансформација. Понатаму,
Европската комисија исто така побара обезбедување на податоци за вкупниот број на вработени во јавните служби во сите државни министерства, агенции и други органи поделени во сектори. Тоа со години назад го бара и опозицијата, меѓутоа за жал никако да добиеме точна бројка на број на извршители во администрацијата во Република Македонија. Минатата година имавме податок од Министерството за информатичко општество дека тој број изнесува некаде околу 118.000, додека пак Заводот за статистика излезе со информација дека тој број изнесува 164.000 вработени. И сега, која е точната бројка? Дали некој во оваа држава знае која е точната бројка на вработени во државната администрација? Буџетот се задушува со администрација на сметка на тоа што се жртвува економскиот развој, ама тоа не е важно, затоа што таму седат најсигурните гласачи, втурнати во гласачката машинерија на ВМРО ДПМНЕ. И тоа и служат за присилно носење на митинзи, протести, во работно време, закани, уцени, заплашување и слично. Со Законот за трансформација во редовен работен однос, донесен во февруари по скратена постапка и без претходна консултација со јавноста на национално ниво, се обезбедува решавање на статусот на неколку илјади лица кои беа ангажирани по основ на волонтерски договор, договор на дело, авторски договор или бил друг вид на договор без јавен конкурс. Скандалозно е тоа што сред политичка криза власта посегна по овие вработувања. Непосредно пред овие вработувања се спроведе операција за привремено вработување на околу 4.000 лица во општински јавни предпријатија кои што подоцна се легализираја. 1600 лица избрани на огласот на Македонски шуми и покрај окажувањата дека нема слободни позиции во јавните предпријатија, веќе втора-трета година чекаат да го остварат правото на вработување и покрај извршениот избор по објавениот оглас за вработување. Со Законот за трансформација од привремени позиции во постојани договори се случи уште еден парадокс. Имено, актуелниот министер за здравство Никола Тодоров подели решенија за работа на медицински персонал, кои што, пазете, стапуваат на сила од 1 септември 2016 година. Па каде, бре колеги, го има ова нешто? Подпишани решенија и договори за вработување со почеток на работен однос после една година, после година и пол. Срамота е тоа. Колеги пратеници, почитувана јавност, потребна е силна политичка воља, која што оваа власт очигледно ја нема, да се загарантира независноста на јавната администрација и почитување на начелата на транспарентност, заслуги и правична застапеност. Јас сум убедена дека и покрај политичката припадност, голем број вработени во државната јавна администрација сакаат стручно и професионално да си ги извршуваат своите работни обврски. Потребно е само партијата на власт да ги тргне рацете од административните работници. Тоа значи оваа власт да си замене што побрзо од политичката сцена во интерес на граѓаните на Република Македонија. Благодарам.